За разлика од западноевропските земји каде органската храна е актуелна и се продава во големи количини, кај нас интересот е многу мал. Ваквите производи се поскапи од останатите, но сепак има граѓани кои ги бараат и купуваат овие производи. Дел од струмичани кои ги анкетиравме рекоа дека граѓаните треба да имаат поголема едукација за органската храна, а некои пак сметаат дека во Македонија не постои ваква храна. Паметно е да се користи органска храна, ама сега зависи, нели, спрема могуćностите што имате, како можете. И што е најбитно, дали ga разпознавате вие таа храна, за да ga купите. Парите не се многу битни, оти не мораш ти да купиш 2 кила, може да земеш пола кило. Ама дали ја разпознавате, дали нашиот народ има веќе култура спрема таа работа, дали може да процене дали е това, дали може да прочита. Кај нас има, да ти кажем, поштено што јас лично имам видено, се менат декларации, се прават чуда, изменени рокове, се прават важечки. И дали вие консумирате органска храна? Да. Но меѓутоа, постапи интересот за органска храна општо и во Македонија и во Струмица. Сметате ли дека тоа е недовербата на граѓаните или пак поради повисоката цена? Не се обавестени, не е до недоверба или повисока цена. Не, треба повеќе едукација, например, за да се кажува за таа органска храна, за да ги... Македонија е земја со квалитетни земјоделски производи и има голем потенцијал за органско производство, сметаат земјоделските стручњаци. Затоа потребна е поширока застапеност и достапност на квалитетна органска храна во нашата земја. Значај органски производње у односу на конвенцијалну производњу не треба посебно наглашавати. Загаđеност хране, знамо какви проблеми излази. Значењето на органското производство во однос на конвенционалното не треба посебно да се нагласува. Загаденоста на храната знаеме какви проблеми може да направи и зошто Европа го поттикнува органското производство во прв план. Пред се во заштитните средства и во сортите на ѓубрива кои се користат. Во конвенционалното производство се е дозволено, а во органското мора да се користат само препарати кои не остават никакви остатоци на почвата и на земјата. Никакви резидуе, никакви остатки на плодовима и на земјишту. Но дали органското производство може да заживее во Македонија? Со одредени препарати, земјоделските стручњаци сметаат дека органското производство ќе биде достапно и за нашите земјоделци.